Алгоритмот кој е пресуден дали болниот може да стигне до ковид тест за голем дел од граѓаните со слични симптоми на обичниот грип е практично недостижна мисија. Од таа причина, матичните лекари бараат одврзани раце за тестирање без алгоритам. За епидемиолозите пак идеално би било секој кој што ќе се накашла да биде тестиран, но реалноста, за жал, е поинаква. Потешкотиите со кои што се соочуваат, претпоставувам дека се во доменот на брзината на добивање на резултатите. Едноставно, капацитетот на лабораторијата во Институтот за јавно здравје, во Академијата на науките, потоа и во некои приватни лаборатории, капацитетот е ограничен и едноставно не може да се стигне, затоа што знаете како, практично од еден огромен број на лица кои што имаат респираторни симптоми, кога сите би се тестирале како што би требало и добиваат упат за тестирање, практично тоа е таква една навала да едноставно мора да се чека. Капацитетот е ограничен. Алгоритмот според епидемиологот Даниловски имал смисла само додека вирусот бил на ниво на кластери. Според него, сега секој вид на тестирање е добре дојден. Ни предстои есента. Тогаш ќе имаме ситуација кога ќе ни се измешаат, тогаш одеднаш ќе дојде сезона на грип, на настинки и тек тогаш јас се прашувам што ќе биде. Во таа смисла, мислам дека е паметно граѓаните или особено оние кои што се во ризичните категории, постарите со хронични болни и така натаму, да се вакцинираат против грипот, зашто на таков начин едноставно ќе се олесни целата ситуација во смисла на тоа да барем грипот биде елиминиран. За да се справи Македонија со епидемиолошкото ширење, репродукцијскиот број треба да се намали под 1, вели Даниловски. А тоа би се постигнало со нагло воведување на рестрикции кои ќе траат кратко, ама ефикасно. Тоа притискање на кошница би можеле да го изведеме преку интервентни рестриктивни мерки, краткотрајни, во смисла на, да речеме, ограничување на времето на работа на угостителските објекти, можеби краткотраен полициски час во ноќните часови. Тоа зависи од Комисијата за заразни болести. Меѓутоа, ако тоа не го направиме, вака ќе се гњавиме, падни стани, јас тоа го велам, кој знае до кога. Матичните лекари во меѓувреме ќе продолжат да мачат мака, со оглед на фактот дека сега сме во ека на многу стомачни вируси, диареи и слично. Тие се потешко ќе можат да им обезбедат ковид тестови на пациентите.